Ветрот ја расшири токсичната пепел од рек Битола, која треба да биде складирана во специјални касети и да се затрупа со земја. Граѓаните од околината загрижени алармираа со видеа и фотографии на социјалните мрежи. Битолското обвинителство отвори предмет. По наредба на обвинителите и инспектори од Инспекторатот за животна средина извршија вонредни инспекции, но оттаму не можат да споделат повеќе информации околу што било утврдено, бидејќи предметот се наоѓа во предистражна постапка, велат за Сител. Документите и извештаите ќе бидат доставени до обвинителството, кое ќе треба да утврди дали има основ за кривично гонење. Надзорот беше извршен и беа утврдени определени недостатоци во однос на мерките за спречување и намалување на емисијата на прашина пепел на одлагалиштето за пепел, поради што Државниот инспекторат за животна средина наложил на рек Битола да ги отстрани утврдените недостатоци и да достави резултати од извршените мерења на амбиенталниот воздух на одлагалиштето за пепел во рок од 30 дена од извршениот надзор, соопштија од обвинителството. Екоактивистите од Битола велат дека станува збор за децениски проблем. Ситуацијата е катастрофална во Пелагонискиот регион, а институциите и прогледуваат низ прсти на рек Битола. Справувањето со токсичната пепел и под сите стандарди. Начинот на кој рек Битола се справува со пепелта од согорувањето на јагненот е апсолутно под сите стандарди и сосема непрописно. Тоа не го кажувам јас, тоа го кажуваат сите релевантни инспекцијски надзори, ако некој ги направил или некој кој малку повеќе познава проблематиката. Несоодветното справување со заштита на животната средина, особено со отпепелувањето на комбинатот го чини Пелагонискиот регион доста зголемен број на смртни случаи. Рек Битола веќе работи на отстранување на пепелта која не е соодветно депонирана, а до крајот на април имаат обврска да извршат и мерење на амбиенталниот воздух на локацијата каде што се складира пепелта. Тамара Дичевска, Сител телевизија.